Една од најголемите трагедии во историјата на Македонија, пожарот во Кочани кој однесе 62 млади животи, е сериозен тест за целиот правосуден систем. До правда не се доаѓа преку ноќ, иако во оваа фаза од постапката неблагодарно е да се коментира, но и после 2 месеци се уште сме на почеток. Динамиката ја определува обвинителството. Она што е многу значајно е правната процедура да се спроведува без нити една забелешка. Процесот се одвива под будното око на стручната и на целокупната македонска јавност и мора да се добие соодветна правна разрешница, укажуваат еминентни универзитетски професори. Целиот правосуден систем постојано е на тест. Значи, оценките за правосудниот систем се тие што ги знаеме. И ова е, можеби, јас би кажал, последна шанса правосудниот систем да испорача правда, која што ќе биде навистина правично заснована на факти, на докази, засновани на законските решенија во Македонија. Од обвинителството се огласија дека истрагата за овој тежок и комплексен случај со 60 осомничени мора да заврши во законски предвидениот рок од 90 дена, односно до средината месец јуни. Но добрите познавачи на правото ценат дека треба да се водат поделени судски процеси. Например, едни да седнат на обвинителна клупа за издавање на лажни лиценци, други за примање мито, трети за други кривични дела. Мислам, со печење со обвините, ако има тоа ми личи на змиско око. Јас мислам дека мора да се поделат обвинетите и во зависност од кој дело го сториле, така и да се одвива судењето со цел да биде ефикасно и брзо да се донесе решение. Инаку не, тоа ќе се разлече 50 обвинети и еден адвокат да не дојде па ќе се одлага и знаете, наша више како судската пракса, како и сме имале стотици вакви големи случаи. Ужасот од трагедијата во Кочани предизвика колективен шок кај секој поединец, не само кај нас, туку и во регионот. Родителите на загинатите во пожарот организираат протестни маршеви. Народ излази на улица онда каде институција не ради. Народот излегува на улица тогаш кога институциите не работат. И тоа е еден крик на заедницата. Институциите мора да се огласат за начинот на утврдување на одговорноста, бидејќи само така ќе покажеме дека сме зрели како општество. Целата нација е травматизирана и засегната на одреден начин. Државата и институциите преземат мерки се со цел на секој начин да им се помогне на семејствата на настраданите и повредените во пожарот.